граѓанки на Македонија, почитувани симпатизери и членови на Алијансата за позитивна Македонија и партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија, обединети во коалицијата за позитивна Македонија. Добре дојдовте на уште едно наше заедничко дружење. Би ве замолила за громогласен аплауз за ракометарите Металург. Na Македонија. Гордо се на македонскиот спорт на Македонија, на коментарите на Металург. Добра вечер, позитивци. Луѓе што размислуваат позитивно за оваа наша држава. Добра вечер на сите добронамерни кои се вечерва овдека со нас, кои размислуваат позитивно дека во наредните години на младите и на старите и на средните им треба позитивна мисла за да можат да го сработат оно што треба да го сработат, позитивно да го сработат. Химната на Македонија. Прокламирајќи ја нашата програма и нашите успешни и докажани луѓе. Радува фактот дека наидовме на одличен прием од нашите граѓани и чувството дека голем број граѓани на Република Македонија во нас гледаат надеж за надменување на сиромаштијата, спречувањето на белата чума и економскиот развој, кој ќе резултира со отварање на нови 100.000 работни места. Моля ви поздравите амбасадорите на спортот на Македонија. Во оваа прилика, пред завршувањето на оваа наша успешна политичка мисија, дозволете уште еднаш да ги представиме нашите кандидати за пратеници и неколку блиски соработници и симпатизери на коалицијата за позитивна Македонија. Значи, во нашиот жаргон, автокомански го повикувам нашиот Дженки, господин Джевдет Калими, носител на листа на изборни листа број 6, да ги пренесе своите импресии од нивните средни сограѓаните од оваа изборна единица. Почитувани пријатели, иако цел живот сум со луѓе, вечерва овде пред вас чувствувам треба, но и голема возбуда, бидејќи јас
искрено верувам дека коалицијата за позитивна Македонија носи нешто ново, кое веќе подолго време ни недостасува на сите нас како граѓани на Република Македонија. А тоа е пред се позитивна енергија, толеранција и почитување од другиот, различниот, вистинско враќање кон граѓаните и нивните права, нивните секојдневни маки како да се преживее денот, но не смееме да ги заборавиме и нашите обврски. Драги пријатели, во 6-та изборна единица од каде што доаѓам, проблемите на граѓаните не се создаваат или пак не се делат во етничка, верска или било каква друга припадност, туку се заеднички за сите кои живееме таму. А тоа е пред се несигурна сега што скоро никаква иднина. Проблеми кои се карактеристични за целата наша држава и која создадоа и ја хранат така наречената белата чума. Ние како Алијанса за позитивна Македонија, односно Коалиција за позитивна Македонија, чувствуваме пред се одговорност и затоа така отворено, ако пак сакате и храбро, зборуваме за белата чума. Која со една загрижувачка динамика ја празни нашата држава. Драги пријатели, најлесно е да се рече ова е проблем. Тоа е проблем, ние не смееме да направиле, ние не сме го направиле, други се виновни. Коалицијата за позитивна Македонија не само што отворено и кажува проблемите, при што не сака никого да обвинува, туку многу отворено и пред се со реална и одговорно нуди решенија за белата чума, но и за сите други отворени прашања и проблеми, па без разлика дали се тоа економски прашања, земјоделски, меѓуетнички односи, правна држава и така натаму. Верувајте дека во овој период поминавме целата наша држава, но токму таа наша позитивна енергија со која пристапувавме со секого и тоа наше отворено кажување на проблемите и реално и одговорно ги нудиме решенијата, но широко прифатени од страна на граѓаните. Затоа, почитувани со граѓани, ве повикувам во недела масовно да ги оствариме нашето граѓанско право да гласаме. Верувам дека Коалицијата за позитивна Македонија со својата програма и со луѓето кои стојат за нејзината реализација го заслужуваат вашиот глас. Гласајте за број 9, одлучете позитивно. Да живее Република Македонија! На Коалицијата за позитивна Македонија и дадоа подршка многу афирмирани уметници, културни работници и истакнати членови на културната заедница. Еден од нив е академскиот сликар Петар Попчев, кој го повикувам на сцената да се придружи. Морам да признам дека не сум стално на пред микрофон. Здраво живо, ако ман. Ќе научиш микрофон, без да отвориш да спиташ. Целиот живот сум овде, ето 300 метри од салата, а пред 20 на години исто така сум близко километар и пол од овде. Што значи, секогаш сум бил тука, присутен во овој простор. Се чувствувам како домородец овде, да ви кажем. Бев дете кога се градеше оваа сала и тие детски денови ни изгледаше многу голема. Првите почетоци со ракометот во автокоманда, ако постарите се сеќаваат на Джигерот, беше еден многу слаб, сув. Потоа Крли и компанија, прасулови
ракометари, многу слаби во однос на овие денеска, многу се јаки. А нешто се дебели, него се многу јаки. Дојдовме во една ситуација, еден металург и еден Минче Јорданов да металург и еден Минче Јорданов да ги оствари нашите детски соништа, да со ракометот и со добра организација да Европа се тресе овде. Би сакал и на економски план, и на културен план европејците да доаѓаат овде и навистина да се тресат од нас. Меѓутоа, вистината е сосема друга. Јас имам 60 и не сум бил досега во партии. Главната причина што сум тука не е само мојот пријателски однос со некои врвни луѓе од партијата, туку и идеолошкиот однос во кој на еден нов позитивен начин ги гледаме нештата. Би сакал во недела да бидеме доста јаки како што сме и сега. Вучко една спомна дека се уште не сме јаки. Но инстинктивно да ви кажам, јас ја чувствувам таа сила која може би као подземно ехо се јавува и секој ден е појака и појака. Да живееме! Почитувани, позитивци, позитивно што размислувате за едината на оваа наша единствена матична Република Македонија. Носител на листата изборна единица број 5. Бидејќи немаме друга држава, еден од најафирманите млади научни истражувачи во областта на правната мисла и омилен меѓу студентите како универзитетски професор. Драги мои, доцент доктор Игор Камбовски! Добро вечер, пријатели, добро вечер, победничка Македонија. Драги пријатели, Коалицијата за позитивна Македонија е модерна граѓанска демократска опција која за своја програма и програмски определби ги зема основните човекови слободи и права, демократијата, приватната собственост, слободата на пазарот и предприемништвото, владењето на правото и правната држава. Македонија е држава на сите незини граѓани и може да обстои само како демократска, економски развиена заедница. Коалицијата во текот на оваа кампања не дозволи да се доведе во позиција на спаринг партнер во борбата за власт. Нашата филозофија беше и е не е борба против другите, туку борба за определена програма и идеи. Тоа е нашата програма. Ние нудиме иницијативи и предлози за заедничка соработка во поглед на клучните точки на економскиот развој, човековите слободи и права и правната држава. Ке бевме среќни ако и останатите партии го насочат целокупниот свој политички потенцијал и ангажман кон осмислување на едината. Ке бидеме среќни, но исклучително одговорни кога и идеите за кои се залагаме би победиле. А најзадоволни ке бидеме ако во нивното остварување имаме одлучувачка улога. Има една интересна работа со извршната власт.
Преокупација на сите, на стопанските субјекти, на политичките партии, на медиумите, на граѓаните, со тоа кој и каква позиција ќе има во владата. Тоа представува системска девијација, едно де факто поместување на центрите, институциите и центрите на моќ кон владата. Тоа не смее да обстојува, мораме да ги вратиме работите на вистинско место во системот на поделба на власта, да ја зајакнеме позицијата на законодавното тело, да ја вратиме самостојноста и независноста на судовите, но и да го стесниме просторот за арбитрерност и неограничени овластувања на извршната власт, што може да биде извор на злоупотреби. Мораме да ја направиме извршната власт неатрактивна за политички и бизнис аспекти, за било кого, освен за оние кои се подготвени само прегорно да ги извршуваат тие функции, а коалицијата нуди такви луѓе. Драги пријатели, 23 години живееме со синдромот на широко затворени очи. Ајде на 27 во недела да ги отвориме очите, да одлучиме позитивно и да заокружиме 9 за нашата иднина, за победничка Македонија. Да сте живи и здрави! Драги пријатели на Коалицијата за позитивна Македонија, имаме многу млади луѓе кои се омилени и познати во своите средини и пошироко. Еден од нив е подпредседателот на форумот на млади Александар Белов. Го повикувам на сцената. Добро вечер, позитивци. Обично кога излезам на сцена, работата ми е да пеам и да ве забавувам. Тоа ќе го оставам малку подоцна, но рете да кажам некој збор зошто сум јас дел од овие драги и позитивни луѓе. Може би многумина ќе ги изненади мојот ангажман во политиката како човек од светот на шоу-бизнисот, забавата и културата, но јас со гордост можам да кажам дека во Алијансата за позитивна Македонија пронајдов политички субјект во кој се ценат вистинските вредности, карактеристични за обкружувањето во кое творам. Се почитува трудот, храброста, желбата за успех и напредување. Постои огромна толеранција кон етничката, верската и било каква друга разлика. Секој оној кој сака да напредува може да се пронајде овде себе си. Не сакам да должам многу. Драги луѓе, 27 е денот кога треба да го заокружиме бројот 9. Денот кога сите ние треба заедно на 28 веќе да славиме една наша прва вистинска победа. Да сте ви живи, здрави и позитивни. И во оваа цела позитивна приказна, значи позитивна приказна за квалитетите македонски вина, често се споменува името на еден успешен професионалец во оваа стопанска гранка, а тој е носител на кандидати на пратеници во изборна единица број 4, нашиот магистар Дане Јовчев. Народе! Добро вечер, почитувани подржувачи на нашата позитивна идеја и мисла. Горцум, што денес стојам овде пред вас, изненаден и среќен, што и покрај сите препреки со кои се соочивме и се соочуваме сега при крајот на кампањата. Вие, почитувани позитивци, одлучивте да застанете рамо до рамо со нас.
Нашите политички опоненти мислат и се убедени дека уште неколку дена и кога ќе заврши кампањата, ние ќе ставиме крај на се оно што толку позитивно го започнавме и изградивме во текот на оваа кампања. Не! Народе, оваа вечер стојам овде гордо исправен пред вас и сакам да ви порачам дека и покрај што кампањата и изборите ќе завршат, ние ќе бидеме најпријатното изненадување на овие избори и ќе станеме дел од идната влада и ќе ја продолжиме нашата благородна мисија за подобра и попозитивна Македонија. Тимот на Коалицијата за позитивна Македонија не е составен од луѓе кои се откажуваат на првата препрека. Ние сме луѓе на кои препреките им се мотивација, а мотивацијата ни дава верба, ни дава надеж и сила, дека се што сме замислиле за доброто на оваа држава, можеме и мораме да го оствариме. Од многуте средби, кои како носител на изборната единица на Коалицијата за позитивна Македонија, имав можност да ги остварам со нашите сограѓани ширум државава. Добив силен впечаток дека нашиот народ не се откажува туку така лесно од својата историја, од своите корени, од своите родни огништа и овој народ кој е овде и со кој ја делиме истата судбина под небото наречено Македонија, чека и е спремен за некој да го поведе кон подобра иднина. Овој народ е спремен да се помири со минатото, спремен е да се помири со сите порази и победи, е спремен да се бори за својата подобра иднина, спремен е да придонесе за развојот на својата земја и тоа во сите сфери на општественото живење, како стопјанството, земјоделието и економијата. Се што му треба е мало охрабрување од сите нас. Почитувани, ние не можеме да ги негираме и замижиме пред сите добри работи кои во Македонија се случија изминатите години. Тоа е за пофалба. Меѓутоа, свесни сме дека Коалицијата за позитивна Македонија може и мора да даде повеќе за јакнење на економијата, за отварање на нови 100.000 работни места, за спречување на иселувањето на младите од земјата, за враќање на довербата на граѓаните кон парламентот. Затоа ве повикувам сите заедно, без лажна гордост и предрасуди, да си помогнеме едни со други, бидејќи само на таков начин Македонија може да ја претвориме во успешна земја во европски и светски рамки. Дајте, народе, на 27 април, во недела, да појдеме на избори со позитивна мисла и енергија и уште оваа вечер, тука и сега, да одлучиме сите заедно. Сакаме Македонија да има позитивна мисла, позитивна иднина која недвосмислено зависи од сите нас, без разлика на вера, етничка и национална припадност. Во недела, бидете позитивни и одлучете позитивно за иднината на Македонија. Гласајте за бројот 9. Да живее Коалицијата за позитивна Македонија. Да живее Македонија. Во нашите редови има многу успешни жени, но има една која се одвојува со својата професија. Тоа е, верували не, хранист која го правува хранот од 160 тони. Но за своите искуства и за нејзината позитивна определба ќе дозволиме таа да раскаже самата. На сцената ја повикувам Ениса Редови. Добро вечер. А не изгледа дека работите. Не изгледаш така. Кој ќе каже дека ние жените не сме равноправни? Тоа го има само во Коалицијата за позитивна Македонија. И јас сум еден пример од тоа.
Драги мои, во својата визија и програма Коалицијата за позитивна Македонија гради развојна агенда за да се постигне родова еднаквост и поголемо овластување на жените. Жените се докажан субјект кои се навистина за позитивни промени. Затоа ве повикувам сите, а посебно дамите, зашто дамите можат многу во оваа позитивна коалиција. На 27 април гласајте за број 9. Још едном ću да позовем 27. априла да гласате за број 9. И неćete погрешити, верујте ми. Size davet ediyorum 27 Nisan'da oy vereceksin 9 numara. Şukarat. Dentumaro Hangobaša numera Enja. Ju vitom tuvutoni por numrin Jund. Благодаря. Ова заслужува по-голем аплауз, јамо. Значи, ние не би биле коалиција за позитивна Македонија ако не направиме спој на младоста, на мудроста и на искуството. Еден од конститутивните елементи на оваа коалиција на партијата на обединети пензионери и граѓани на Република Македонија. Нејзиниот председател е генералот Илија Николовски, кој е воедно носител на нашата листа во третата изборна единица. Еве го пред вас, господинот генерал. Добро вечер, драги сопартици. Добро вечер, коалициони партнери. Предводем партија на честни луѓе со честни намери. Партија која стапи во коалиција со позитивци со Алијансата за позитивна Македонија. Стапивме во коалиција затоа што сме длабоко убедени дека нашите програми се тие кои ќе дадат резултати во Република Македонија. Овие денови, заедно со колегите од Алијансата за позитивна Македонија, поминав 22 општини, многу градови и села, влегувам во многу куќи, во многу дуќани, во многу продавници, во многу бифеа и ресторани. За жал, многу малце најдов на ведри и расположени луѓе. Најдов на пензионери кои ги чуваат своите внуци, а нивните синови место да работат, седат во кафаните и играат карти и домино. Некој ќе се запраша што овој генерал бара во политикот, кога има скромна пензија и може да седи дома. Напротив, ние, луѓето од третата доба, не сме го кажале своето, уште многу имаме да кажеме и да докажеме и нема да дозволиме политиката да се занимава со нас, но без нас.
сакаме да бидеме фактор на одлучување и таа битка ќе добиеме. Некој сега поставува прашање зошто не го потребува терминот надпревар него битка. Затоа што во надпреварите постојат правила на игра. Јас влегов во една безпоштедна, неконструктивна, прљава битка, но сум сигурен дека заедно со коалиционите партнери, ако изгубиме некоја битка, војната ќе ја добиеме. Таа борба за Македонија на рамноправни луѓе, борба за луѓе кои треба да живеат достоен и пристоен живот, битка за Македонија во која треба да владее правото, битка во која Македонија треба да влегне во Европската Унија и во НАТО. Сигурен сум дека ќе ја добиеме заедно со коалиционите партнери, затоа што имаме чисти намери, затоа што нашите идеи се позитивни, затоа што нашите програми се препознатливи и убеден сум дека граѓаните на Република Македонија ќе не препознаат како коалиција која може да даде многу за позитивни промени во Република Македонија. Токму затоа немам намера да седам дома, него со моите сопартици, луѓето со кои имаат честни намери, додека чука нашето срце, додека не служи здравје, ќе се бориме за подобра Македонија, за достоен живот на сите луѓе, за Македонија поинаква од онаа што ја имаме. И во таа битка со позитивна кампања ги повикуваме сите политички фактори на политичката сцена на Република Македонија да ја променат својата реторика, да настават борба како што се бори нашата коалиција, која прокламира релаксирање на меѓуетничките и сите односи во Република Македонија, коалиција која се бори за развивање на генерацијскиот јаз, коалиција која сака да го промени духот на владење, коалиција која сака во Македонија да владее плурализам, а не бипартизам. И затоа сум сигурен дека таа битка ќе ја добиеме и затоа сите вас овде, и не само овде во оваа сала, треба да ги повикате сите ваши пријатели кои не чуле за нас на 27 да го дадат гласот за коалицијата за позитивна Македонија, односно да го заокружат бројот 9. Да сте ми живи и здрави и пензионерите што е можно подолго да ги користат пензиите. Благодарам. Почитувани, еден од основните постулати на коалицијата за позитивна Македонија е развојот на граѓанското и мултикултурното општество. Дека тоа не е само празна фраза, што ја користат голем број други политички субјекти. Најдобар доказ е следниот говорник, кој што активно учествува во креирањето на програмата и политиките на коалицијата за позитивна Македонија. Почитувани, подпредседателот на главниот одбор на Алијансата за позитивна Македонија, припадник на заедницата на египтјани во Македонија, доцент доктор Рубин Земон. Добро вечер, позитивци. Мин брама. Яшамлар. Шакарат. Бунасера. Добро вечер. Да, сите овие јазици и култури постојат во Македонија. И сите овие различности треба се почитуваат. Меѓутоа, има многу различности, но многу малку разлики во нашите потреби и проблеми.
Тоа се сиромаштијата, незапосленоста, грижата за нашата безбедност, нашите деца и многу други заеднички проблеми и потреби. Меѓутоа, ние кажавме доста е од поделеност и време е да решаваме заеднички нашите проблеми и потреби. Доста од говор на омраза, доста етноцентризам, доста е национален шовинизам. Граѓаните треба конечно, граѓаните да биде конечно во фокус на вниманието и на педесталот на вниманието. Поради тоа, ова коалиција за Просветна Македонија ќе се бори да нема повеќе дискриминација по ниту една основа. Да сите граѓани имаат еднакви можности во нивната градење кариерата и на нивните успеси. Поради тоа, ве повикувам на 27 ова недела да гласате сите заедно за нашата коалиција Просветна Македонија и за бројот 9. Благодарам. Сега не би биле позитивци кога не би го нашле најубавиот белег во Македонија. Значи, нашата изборна кампања се сведува на едно позитивно. И ние најдовме на песна испеана во далечните 70-те години, согласно со авторот на Јане Коџобашија, направивме нов аранжман и ја прогласивме за химна на коалицијата. Зошто? Затоа што е таа позитивна песна за сите нас и за тие граѓани на Република Македонија. Со тоа сега да покажеме дека нашата коалиција за позитивна Македонија почитува културните и другите предности на нашата нација и се обидува да воспостави континуитет во тоа. Почитувани позитивци, го повикувам нашиот Никола Давидковски, кој во 1977 година на Скопскиот фестивал за прв пат ја испеа песната Земја мила. Чест ми и привилегија да го представам господинот Давидковски. Моля да го следим. Во темнина си била, колку темни сказви знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си зграбила, колку жртви ти за слобода си дала. Знаеш водот вечен, знаеш синиот свет, кога вадар течел биел родска глед, колку света сила коли твој се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти. Колку векови во темнина си била, колку темни сказви знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си зграбила, колку жртви ти за слобода си дала. Знаеш водот вечен, знаеш синиот свет, кога вадар течел биел родска глед, колку света сила коли твој се зби,
Значи сцената како ќе тераме и сценарио не ми е потребно, меѓутоа по дефолт морам да го направам тоа така. Го знаете човекот што треба да го најавам нареден, кој што треба да се појави на оваа пина. Најнапред сите присутни во салата, ќе ве замолам да дадете еден голем аплауз за момците од десна страна, за пиратите од Автокоманда. Светски шампион, олимписки шампион, тренер на најдобриот клуб ракометен во Македонија, особена чест и привилегија, господин Дино Черва! Драги, добри ljudi, nemam tremu. Ali uzbuđen sam i privilegiran sam da mogu jednakim pozdravom pozdraviti i našu djecu, i odrasle, i starije osobe, i sve građane Makedonije. Bili oni bogati, siromašni, bili stari ili mladi, bili veliki ili mali. I bilo koje nacionalnosti i bilo koje vjerske pripadnosti. Sve pozdravljam jednakim pozdravom i čast mi je da bez razlike pozdravim sve zaista jednakim pozdravom, jer to je za mene najveći znak poštovanja. Ne dijeliti ljude. I to počitovanje, to nam fali. Svima. Kažu da je čovjek toliko velik, toliko koliko je spreman da se sagne i da pomogne tuđe dijete. Jer pomoći tuđe dijete, to je najveći čin moralnosti u svakoj državi svijeta. U ovoj staroj, istrošenoj dvorani, staro drvo, željezo, beton, ali dvorana koja je simbol radničke općine Gazi Baba, Autokomande. U toj dvorani, dragi moji prijatelji, mi odgajamo sve selekcije, sve uzraste, i muške i ženske, da budu vrhunski igrači, ali ono što je još važnije, da budu dobri ljudi. To je važno. Svi oni treneri u ovom klubu, ali svi, od jutra do mraka, u toj staroj dvorani, uče djecu da samo radom se dolazi do uspjeha, da samo radom čovjek može uspjeti u životu i u bilo kojem području života. Učimo ih da budu ljudi, da ne budu sebični, nego da budu altruisti. Ne smemo ih učiti sebičnosti, jer sebičnost se pretvara u mržnju, mržnja u osvetu, a osveta uništava ljude. Mi ne smemo dozvoliti da mržnja pobjedi. Mi, da, učimo djecu da budu dobri rakometari, dobri rukometaši, ali jednako tako da završe školu, fakultete i da sutra rade i da budu pošteni građani države Makedonije. To samo se može sa pozitivnom energijom. To se samo može postići sa pozitivnošću. Mi učimo djecu da imaju samopoštovanje,
samopouzdanje. Jer kod nas, kod tih dobrih ljudi u Makedoniji, vidio sam često puta i kod naše djece, da sve što je tuđe je bolje. Nije istina. Makedonija ima veliki potencijal. Moramo vjerovati u to i mi sa našim klubom, rukometni klub Metalurg, diljem cijele Europe pokazujemo ko je Makedonija. Makedonija je jedna velika zemlja, Makedonija je ponosna zemlja koja je mjesto u europskoj integraciji i u NATO. Moramo vjerati u sebe, moramo odabrati prave ljude, naše ljude, jer naši ljudi imaju ogromni potencijal. Koristim priliku jednako tako da zahvalim našim navijačima, piratima, da zahvalim svim građanima Makedonije koji nas podržavaju kroz cijelo ovo vrijeme. A mi ćemo pokušati da više i sa igrom i sa borbenošću postignemo još bolje rezultate. Vidite, u nedjelju 27. su parlamentarni izbori. A to je prilika. To je velika prilika da odaberete prave ljude, istinske, prave građane Makedonije, sposobne ljude, nepodobne ljude. Da izgradimo sretnu budućnost za našu djecu, da omogućimo svakom građaninu Makedonije da živi životom dostojna čovjeka. I na kraju, dragi moji prijatelji, koristim priliku, jer je on kriv što me doveo ovdje u Makedoniju, to mi je moja druga domovina, gospodinu Minču Jordanovu, bez kojega ne bi bilo te priče. I na kraju, dragi prijatelji, što da vam kažem? Neka vas Bog čuva i živjela Makedonija! Зборови се малце, делата се големи. Господино, што треба да го најавам да се појави нова прекрасна бина во салата во автокоманда, е човекот кој што најпозитивно размислуваше од сите. Значи, најпозитивно размислуваше додека ние како клуб Металург го градевме од дното. Меѓутоа, тој нашата цел ја виде. Затоа што има визија, затоа што е позитивен, затоа што е човек кој што знае да почитува господинот председател Минчо Јорданов. Добър вечер, граждани, селани, спортисти. Некој ќе каже, па како се појави оваа партија за кратко време, стекна доволно приврзеници, тоа што сме млади, но уште недоволно и на тоа ќе продолжиме да работиме. Кои се причините за тоа? Имаше ли причини? Мислам дека овој процес беше многу природен и сите граѓани во многу градове кои што бевме во ова време ја потврдија
причината дека ни е потребна во Македонија со оглед на сегашните состојби еден таков позитивен приод. Јас сум прилично возрастен, да кажам, и ние сме едно друштво другари кои што помладите сигурно ќе се прекрстат. 50 години се дружиме. Меѓутоа, тука започнува и тажната приказка што во последните 10 година не од други причини нас стана да не бидува се помалку и помалку, некој не доваѓа за тоа што има финансиски проблеми, а некој пак толку се раздвоја да не разговараат зашто тој бил од ВМРО, овој бил од СДСМ. Овој богат, овој сиромашен и така натака. Тоест, една од големите причини и неслучајно ова партија се вика Позитивна Македонија е ние ќе работиме со сета сила да ги запреме делбите кои што се меѓу левите и десните, меѓу етничките групи, меѓу богатите и сиромашните со програма која што ќе го направи, како што ние велиме, доброто подобро, а лошото да го отстраниме или да го уништиме. Ние не велиме дека Македонија стои во место. Не е точно. Македонија оди напред, се движи. Меѓутоа, нашата позитивност е во тоа што, борејќи се против таа разединетост, нудејќи една програма, ние сакаме да ги забрзаме тие чекори, зашто тоа се гледа во сите градови по Македонија, во селата и така натака, дека нема луѓе. 380.000 се иселија заради тоа што не дека не се патриоти, за тоа што нема работа. Затоа, ова партија, сем таа борба против сите тие кои што се радикални, рушители, кои што инсистираат, само по моје ќе биде, ако не ти си мој непријател, да ги обединиме тие граѓани, селани, инженери, работници, мажи, жени, да ги правиме побрзите чекори со програма која што се концентрира на отварање на нови работни места пред се во преработувачката индустрија за која што има огромен фронт. Тука е земјоделието пред се, текстилот, па и металопреработувачката индустрија. Само на тој начин, со економската програма што ние ја припремивме, со такво отварање на работни место можеме да сопреме оваа бела чума, а за тоа треба, повторно велам, многу важен услов — обединетост. Не чини и така се запаѓа во грешка еден да води, а другиот пак да го влече за нога. Тоа нам не се случува. Понатаму, сакам да разберете, па добро, Минчо, ова што е навистина добра цел, добра намера, сте го докажале во праксата и така натака, како ќе го направите? Па, тоа ни е една од најголемите предности, што пред мене и зад мене стојат луѓето кои што ние ќе ги покажеме, кои што се сите со образование, со знаење, со искуство, кому власта не е цел сама по себе, туку власта како инструмент да се обединат силите во правците кои што ќе придонесат граѓанинот да биде граѓанин, селанин од селанец, нашите момци, девојки, кога ќе завршат школа, да најдат работа и да останат во оваа земја. Овие луѓе се спои на младост, знаење, ентузијазам
и искуство. Ние не нудиме почетници кои што ќе влезам во власта за да најдам работно место. Напротив, овие луѓе има секогаш место каде се вратат. Тие се докажале. И во многу области вие знаете дека ние тоа и го покажуваме. Дури, ја би рекол, почнувајќи од предпријатијата во кои што многумина од вас работат, од комбинатите во кои што работат, па до спортското друштво кое што покажа дека обединето може да направи тоа што никој не го очекува, а на Македонија тоа ни треба. Обединетост за успех. Затоа ве молам, зборувајте со вашите пријатели, објасните им, со вашите роднини и на денот на гласањето дајте им доверба да покажат дека може да се направат овие промени. Гласајте за позитивна Македонија, гласајте за број 9. Велат во нашиот народ дека сватови се китат на свадба. Меѓутоа, да се китиш со туѓи успеси во животот што си испочитувани е грешка. Затоа, никој не може да му го одземе на човекот за китеното тоа што го има направено за оваа наша сита ковина Република Македонија. Без разлика кој го сака нека се кити се тој успех, меѓутоа, дека Македонија доби статус земја кандидат за членка на Европска Унија. Помеѓу студенти направио факултет во Скопје важни за еден од најомилените професори, поранешен спортист, ракометар, а денес го председател на главниот одбор. Што да зборам? Владо Вучковски! Микрофонот, професоре, повреда. Добро вечер, драги пријатели, добро вечер, драги позитивци, добро вечер, Алијансо, добро вечер, обединети пензионери и граѓани на Република Македонија. Живееме, драги пријатели, во едно исклучително турбулентно време. Живееме ние, граѓаните на Република Македонија, во едно поделено општество. Она што ние го правевме изминатите 15 дена е само еден мал влог во еднината на Република Македонија. Драги пријатели, им покажавме и докажавме дека може да се води изборна кампања без да се плука и омаловажува ривалот. Покажавме и докажавме дека многу повеќе мислиме за нашите деца, за нашите внуци од било кој друг кој се кити дека од него може да завиши нашата иднина. Драги пријатели, се изнаслушавме приказни дека треба да направиме разлика.
Па доста е на Македонија од правење разлики. Сега е време да ги обединиме различностите. Сега е време за една поинаква, позитивна Македонија. Драги пријатели, се изнаслушавме и од оние другите дека било време за нови почетоци. Па дајте ве молам, почитувани опозиционери, дајте заедно да направиме нешто за Република Македонија. Не е време Република Македонија постојано да се враќа назад и да има нови почетоци. Дајте да се обединиме, да признаеме дека заедно сме посилни. Време е за континуитет, да најдеме што е добро кај другиот, да додадеме нешто подобро од нас и заедно да продолжиме сите заедно кон позитивна европска Македонија. Да живее Македонија! Гласајте за бројот 9! Гласајте! Ни требаат вашите гласови! Да живее Македонија! Причинува особена чест, привилегија и задоволство да го представам човекот кој што нема дамка, кој што нема запирка, нема ни точка ни запирка. Човекот кој што ќе не однесе во една нова Македонија со неговата визија. Значи, кој ќе внесе еден нов стил на политички живот на Македонија. Лидерот кој што на граѓаните им понуди една нова надеж. А тоа нас сите ни треба, бидејќи го немаме тоа. Надежда е изгубена. Надежда со пари не се купува. Дотишиот господин даде решение како сепак во Македонија може успешно да се работи и пресено се живее. Човекот што најави и ќе го направи економскиот бум за наредните 4 години и кој што македонскиот аграр може да го претвори во најголема фабрика и да подградеме од него. Почитувани, мој драг пријател, ваш сограѓанин, наш човек, Љупчо Зико! Добро вечер, убав народе, добро вечер, Македонијо. Добро вечер, народе, обоено во плаво во боите на Металург. Добро вечер, наши херои Металург, кои овде заигравте прв пат и не направивте европска гордост пред сите други кои многу порано требаше да не направат горди. Добро е, не има во Европа. Добро е, не има во врвот. Велат, генералот вели, и најдолгиот пат се оди со првиот чекор. Ние
на овие избори го направивме првиот чекор. На овие избори, во недела на 27-ми, Коалицијата за позитивна Македонија ќе има пратеничка група и ќе биде неминовен партнер во владата на Република Македонија. Сака ја Павел Заев, сака ја добил уште еднаш Никола Груевски. Нити Заев, нити Никола Груевски нема да видат мирни во таа влада, заради тоа што во еден култен филм има една реплика која памтам цел живот, а тоа вели: извадете ми го каменчето од чевелот ме убива. Ние ќе бидеме каменчето во нивниот чевел, а тој чевел го носат тие, знаат кои се тие. Почитувани мои сограѓани, почитувани македонци, почитувани 17 етнички групи, почитувани 35 доктори на науки, вие што сте овде, вас што дождове сопре да дојдете овде, и вие што овие 20 дена ни рековте, со вас сме, во недела ќе не видите, но страф ние да дојдеме со вас на вашите митинзи. Пресилни сте со вашите зборови, а преголеми сте со вашите идеи. Преголеми сте за ова парче земја и овој народ кој од година во година станува се помал и помал. Не знаеме зошто. Чувствуваме зошто. Без збор младите луѓе заминуваат од овде. На испраќање велат: нема перспектива. Почитувани мои сограѓани, една силна влада може многу да ви даде, но една силна влада може и многу да ви земе. Запамтете го тоа. Тоа е докажано во светската политика и на светската политичка сцена. Ние не велиме дека владата не треба да биде силна со идеи. Напротив, владата треба да биде креативна. Владата треба да дава позитивна енергија. Владата треба да биде пријателска, човечка, длабоко човечка. Но владата не треба да биде нерационална. Владата не треба да внесува немирен дух. Владата не треба да не остави немирни. Владата не треба да не задолжи во должничко робство. Владата не треба да не држи во безперспектива со врзани раце и врзани нозе, оти овој народ сака да работи. Суштината на слободниот либерализам и на слободниот човек е тој едноставно да се чувствува комотен во своите панталони. Слободен човек е финансиски слободен човек. Слободен човек е оној кој живее од своето заработено. Човекот кој заработува леп сам со своите две раце, со својата фамилија, со својата професија, со своите изгубени 15 години во животот. На школа. Деновиве ме прашуваат како тоа Коалицијата за позитивна Македонија лаконски ветува 20 дена, 100.000 работни места, а 30.000 во првата година од својот мандат. Како ветува 10.000 нови фабрики. Како така ние лесно сме ветувале дека македонската аграрна почва ќе ја направиме една голема фабрика под отворено небо. Сите ни пред да почнував да им одговарам, ги прашував: извини, каде работиш ти? Ми вели: во Министерство за внатрешни работи, во Министерство за култура, во Министерство за не знам кое министерство. Имаше еден работел во јавно предпријатие за шуми. Им десетина луѓе. Ја направив најсуштинската и најголемата анкета во мојот живот. Сите што ги прашав работеа во јавна администрација. Па ви им реков: па ти не можеш
како тоа можеш да го направиш. Ти не можеш да разбереш како може да се креираат нови работни места. Овде е Минчо Јорданов, во неговите фабрики работат над 5000 луѓе. Само 20 такви херои ни требаат за да имаме 100.000 луѓе. Замислете 50.000 по 2.000 вработени. Замислете 500 по 200 вработени. Замислете кога сето тоа по ефектна снежна топка ќе почне да се шири низ Македонија. И му реков, и им реков, млади луѓе, на кои ви се обраќам вечерва, ние не ви нудиме мерки на 380 страници со 2045 проекти или не знам што. Ние не ви нудиме цртки, ние не ви нудиме список на технички желби и мерки. Ние ви нудиме нов концепт на размислување. Ние ви нудиме нов пристап. Знаете ли што? Не ме разбра. И нема да не разберат. И тоа ќе го видиме сите на 27. Ова коалиција за позитивна Македонија, која е составена од возраста и младоста на Македонија, нуди различен пристап кој не допира до тие луѓе. Тие се уплашени луѓе, тие се задолжени луѓе, живеат во должничко робство како и ние. Тие се плашат за своето работно место, затоа се гласачка машинерија. Затоа на едната страна во ВМРО ДПМН имате 430 до 50.000 луѓе, а во СДСМ има 300.000 луѓе. Се вкупно е 700.000 луѓе. Ако ставите 49% излезност на овие избори, луѓе мои, тие не се легитимни. Тие не се легитимни. Тие владеат со 49% со нашите животи. Затоа ние велиме, бараме рационална влада, бараме домакинска влада со визија, во која ние ќе учествуваме со нашата платформа. Не може туку така да се трошат 3 милиарди евра македонски пари на сите нас овде, а без при тоа некој да положи сметка за тоа како ги троши тие пари. Ние велиме, сакаме да работиме. Ние велиме, знаеме да работиме. Ние не сакаме да се одиме од оваа земја на најпонизен начин, чекајќи во редовите во Министерството за внатрешни работа во Софија или во Министерството за внатрешни работи во Белград. Па доста беше 100 години тоа. Сонувам за Македонија насрекни граѓани, самовработени граѓани. Сонувам за Македонија која ќе инвестира во својата младина, во својот креативен свет. Сонувам за Македонија која овие млади луѓе што вечерва се со нас ќе им даде шанса да ја земат оваа убава земја во раце и да ја донесат пред портите на Европската Унија. За се има решение. Ние го имаме тоа решение, но не сакаат да не слушаат во оваа прљава кампања. Джабе ќе збориме и ова вечерва што го збориме е мој одговор, мој младешки револ за дивното отсуство на дебатите на кои ги каневме цело време. Тие се слаби луѓе, мислев дека се посилни, и ВМРО и СДСМ. Нека им служи на чест на манипулацијата што ја прават со 700.000 македонски граѓани. Заедно со ДУИ и ДПА 800.000 македонски граѓани. На македонските списоци за гласање има запишано 1,8 милиони луѓе. Тие се во опозиција со сопствениот народ. Почитувани мои граѓани, како што реков, ефектот на снежна топка е создаден. Идеите на коалицијата за позитивна Македонија, составени од Алијансата за позитивна Македонија и партијата на обединети пензионери и граѓани на Република Македонија, се спои на нешто што мораме да го одработиме. Дали ние,
дали некој друг, дали тие, едни мора ова да го изработат. Македонија пати од 3 големи проблеми во моментот. Иако оди напред, напоредно со одењето напред, го губиме субстратот, ги губиме луѓето. Тие не пречекуваат некаде преку границата. Патиме од 3 големи проблеми. Првиот е партократија. Првиот проблем е тоа што сите брзаме во партиите за да отидеме во јавна администрација за 250 евра и за полнење фрустрации по цел ден, да работиме некаде таму каде што зборот не ни се слуша. Стануваме партиски војници без потреба. Ни го блокираат умот, ни ја блокираат креативната енергија. Вториот голем проблем е роднинските врски во сите бизниси кои се работат во Македонија. Монополизмот и политичката олигархија. Не е точно дека во Македонија има економска олигархија. Во Македонија има политичка олигархија. Таа политичка олигархија бара од нас да станеме партиски војници ако сакаме да живееме. Третиот голем проблем е таблоидното новинарство, медиумите, кој иако потекнувам од таму, има многу пријатели и во оваа кампања во 20 дена се покажа дека е на најдолни можни рамки во Македонија. Не заради тоа дека тие мои колеги не се способни. Тие се многу успешни и способни луѓе. Меѓутоа, едно зборат пред камерата, кога таа е уклучена, поради тоа што заработуваат дома да однесат 200 евра за млеко, ради тоа што се тоа млади луѓе и им треба за нивните мали деца, а сосема друго ви зборуваат зад камерите. Заради нив ја бијам исто така оваа битка од ова место. Овие 3 проблеми не држат во заложничка драма. Не држат во заложничка драма, не денес, не вчера, не завчера. 23 години. Затоа, како да излеземе од ова? Од ова ќе излеземе. Ако успее, а не гледам ниту една причина да не успее концептот. Првиот чекор е на 27-ми. Сите вие, и тие што останаа надвор, и тие што не дојдоа вечера од страв, да им порачате на вашите роднини по 50, по 100, да дојдат. Ние сме уверени дека правиме пратеничка група, тоа веќе теренот го покажува. А во идната влада ќе влеземе со нашата платформа. Ако не ја прифатат, нема да влеземе. Меѓутоа, почитувани мои, тие веќе ја прифатија. Тие веќе не копираат на секој митинг низ Македонија, ги читаат нашите строфи и стихови во програмата. Затоа, на 27-ми, одлучете позитивно за 100.000 работни места во Македонија и за слобода финансиска на македонските граѓани. Одлучете позитивно за 30.000 работни места во првата година. Одлучете позитивно за Македонија како отворена фабрика под отворено небо, за македонската подршка на развојот, за огромните бизниси што може оваа земја да ги понуди и убавата иднина за младите луѓе. Одлучете позитивно за вашите деца и внуци да не се иселат од оваа земја. Крајно време е, се околу нас е влезено во Европа, нашите деца се на тој пат, вие сте на тој пат и ние сме на тој пат. Не смееме ова да го дозволиме, ова ќе биде најголемиот пораз во историјата на македонската држава и на овој мал македонски народ. Одлучете позитивно, со дигната глава, гласајте за коалицијата за позитивна Македонија, нема да се излажете. 5 пратеници сега, за 2 години на наредните вонредни парламентарни избори, ќе дадеме премиер и пола влада. Да живее Македонија! Гласајте за бројот 9, бидете со нас!
Дами и господа, господин Осиков. Александър Белов да се яви. Колко векови во темнина си била, колко темни сказни знаеш земјо мила, колку страдања на рамена си спрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае својо вече, знае сивот свет, кога вардар тече белородска глед, колку света сила гори твој зезви, колку биваш мила земјо мајко ти. Колку векови во темнина си била, колку темни сказни